Во продолжение на Студио 10, како што најавив, малку политика, меѓународна политика, она што е поврзано постизборно со Бугарија, а при тоа односите со Македонија. Сега не знам што очекува македонските власти, меѓутоа горе-доле аналитичарите кои што го следат овој процес, особено изборите во Бугарија, знае дека до вакво нешто ќе дојде. И Бојко Борисов практично направи една пирова победа, а неверојатен резултат на шоуменот Слави Трифунов. Колумнистот Љупчо Поповски, независен вестник, го имам на линија. Добро дојдовте во Студио 10. Добро те најдов, Мишко. Борисов победи, но се чини како да Бадијала победи, или ми се чини кои се нашите надежи сега? Сега ние сите мислевме Каракачанов да не влезе и тој е тука некаде на границата, дали ќе влезе или не, дали ќе го освои потребниот 4%, ако не се лажам, цензус. Меѓутоа, каква врска има сега, дали ќе влезе Каракачанов или не во однос на односи Македонија-Бугарија? Сега, значи, основно би требало да кажеме дека сега не можеме да зборуваме за тоа што ќе се случува меѓу Македонија и Бугарија. Прво што би требало, што мене ми е драго, што овие избори во Бугарија предизвика сериозна заинтересираност во Македонија, затоа што сите, и знаеме зашто, јасно е поради спорот и ветото на Софија во Брисел, затоа што сите досегашни избори што беа во Бугарија, ние ги гледавме релативно оддалечени, иако сме соседи. И ова сега преку овие избори нас отприлика ни стана повеќе пристап на целата политичка сцена во Бугарија, кои се левичари, кои се центристи, кои се националисти, зашто се залагаат, борба против корупцијата. И тоа мислам дека е една голема придобивка од цело ова, бидејќи ние знаеме да бидеме затворени само кон себе и да не посматраме што се случува на другите, на околу нас и подалеку од нас. Што се однесува до избориве, треба да ги почекаме уште резултатите крајни. Тоа сега има преброено 61% од гласовите. И со овие избори се случи, како што велат и наши колеги од Бугарија, еден своевиден земјотрес на политичката сцена, и тоа на неколку нивоа. Првото е што во сегашниот парламент влегуваат три партии кои што не беа сега представени воопшто во парламентот. Значи има таков народ на Слави Трифонов, Демократска Бугарија на Христо Иванов, поранешниот министер за правда на Бојко Борисов во втората влада, и исправи се мутри надвор, мутри тие силните луѓе на олигарсите и во криминалот на Маја Манолова, што порано беше дел од Бугарската социјалистичка партија а беше едно време и омбудсман на Бугарија. Второто ниво е што Бугарската социјалистичка партија доживеа вистинска катастрофа на овие избори. Значи, тие на минатите избори пред 4 години има 27% од гласовите, сега се некаде околу досегашни бројки 14,90%. Тоа е речиси за 13%, значи речиси преполовена поддршка на Бугарската социјалистичка партија. И мислам дека тие, испоред ова што го следев и ноќеска и денеска, тие се шокирани, не може да најдат објаснување што се случи, но објаснувањата се релативно јасни за оние што ја познаваат бугарската политичка сцена. Тоа е дека бугарските социјалисти се единствените нереформирани левичари во Европската Унија, кои што не тргнале на вистинскиот пат кон социјалдемократијата, туку останале на постулатите од 1990-тите години, значи со наследството на Бугарската комунистичка партија. И третото ниво е што националистите после, ми се чини некаде околу 16 години или 20, не сум точно сигурен, но најмалку 16 години, немаат своји представници во парламентот. Значи, ВМРО има во овој момент 3,55% од гласовите,
тешко дека ќе стигне со пребројувањето до 4%, иако не е невозможно, но тешко дека ќе стигне. И потоа од парламентот испадна и другата националистичка партија, десничарските популисти, Волја на Марешки, ги нема другите членови на Обединети патриоти на коалицијата на ВМРО во парламентот. Тие досега имаше, коалицијата на ВМРО во парламентот има 27 пратеници, што затоа незината моќ во сегашната влада на Бојко Борисов сега може да останат без ниеден пратеник. Тоа значи една драматична промена во политичкиот дискурс во Бугарија. Другите тој да речем последниот, ако овие беа три, но последното ниво на потресот е што ГЕРБ на Бојко Борисов и Бугарската социјалистичка партија заедно изгубија околу 700.000 гласови на овие избори, што е драматично многу. 300.000 ГЕРБ, 400.000 социјалистите. Тука само една додавка за социјалистите има некакво оправдување, затоа што нивните гласачи се главно повозрасни лица, секако имаат и млади, но јадрото на гласовите им е меѓу повозрасните лица, но поради ковид кризата и големиот број од заболени и починати во Бугарија, тие сега се исто како нас во врвот на третиот бран, многу од нив останаа дома, не излегоа да гласаат, така тоа покажува и излезноста, околу 47%, што е за 7-8% помалку од претходните избори. Ќе биде интересно да се следи во секој случај. Сега, што можеме ние да очекуваме? Ете, нели, постојано велевме да ја оставете нека поминат изборите во Бугарија, не ја силите работата, апропо ветото, и дојдоа некои најави дека по изборите можно е некаков позитивен епилог во однос на Македонија, особено што нели Метју Палмер се јави од Америка и кажа Македонија да влезе во, односно да почне преговори со Европската унија, билатералните прашања решавајте се ги настрана. И сега колку ваква една ситуација може да помогне во целата таа констелација, имајќи во предвид дека во првото обраќање Бојко Борисов предложи формирање експертска влада, дајте да истераме со пандемијата до декември, со експерти, со сите заедно, па потоа ако треба нови избори. Значи, тоа може да изгледа на прв поглед, како да кажем, опортуно, но мислам дека работата во основа нема да биде во корист на решението. Не дека некој не би сакал таму, туку баш поради оваа ситуација што се случува. Пред да објаснам таа ситуација, првата назнака за тоа што ќе биде во меѓусебните односи ќе дојде идната недела на состанокот на министрите за надворешни работи на Европската унија. После она барање се сеќавате на 9 министри за надворешни работи повторно се врати Западниот Балкан на агендата на ЕУ и идната недела ќе биде тој состанок и ќе видиме како ќе се однесува Бугарија, ова што е сега техничка влада, да речем, веде влада со веде министри. Втората работа што би можело да ги закочи меѓусебните односи е што без оглед тоа што го велиш за Бојко Борисов, тој вчера тоа го кажа за да најде некаков приклучок за да остане истото статус кво во Бугарија, а не да се промени. Во тоа обраќање Борисов и други работи кажа дека на пример треба да се направи влада на експерти, но не на експерти од партиите, но не да биде експертска влада во која што би биле луѓето надвор од политичките структури и уште рече дека јас сум најпознатото лице на Бугарија во Европа и мене најмногу ми веруваат во Европа, што имплицираше на некој начин дека тој би требало да биде дел од таа влада, особено заради сега, нели, биткава со ковид вирусот и за распределбата на тие пари од фондот што за помош. Како се најверојатниот исход од ова може да бидат нови избори.
Да, тие нови избори, бидејќи што би се, во која ситуација би можел Борисов да формира влада. Тоа е, ако направи коалиција со Бугарската социјалистичка партија и со партијава на етничките турци ДПС. А тие 3 години наназад зборуваат дека нема ни под точка теоретска да влезат во коалиција со Бојко Борисов, бидејќи тој ги изфрли на претходни избори за да влезе со националистите од Обединети патриоти, ВМРО и Волја. И сега тие би можеле да направат таква влада, но тоа од друга страна би било вистинска катастрофа дополнителна за Бугарската социјалистичка партија, бидејќи ќе бара спас да остане на власт со незиниот архинепријател, тоа е архинепријател во смисла политички непријател, противник на Бугарската социјалистичка партија, ГЕРБ, и таа влада би можела да трае многу кратко и на следните брзи избори да социјалистите да пропаднат. Мислам дека од ова што ни јавува нашиот, ние имаме од независен дописник од Софија, Јовка Димитрова, која е многу искусен новинар, Савајлево зборувавме, мене ми рече, вика дека политички сега зборуваат главно овие аналитичарите социолози од Сабајле, но политичариве молчат. Никој не знае што, каков чекор би презеле во оваа ситуација, затоа што резултатите се колку да се очекувани, да во основа се спектакуларни. Сите очекуваат дека социјалистите ќе бидат втори на изборите, но испадна да бидат трети и тоа со речиси 4% за останување за Слави Трифунов. Слави Трифунов требаше да освои некаде околу 14%, но гледаме сега дека има во моментов поддршката од тие 61%, поддршката му е 18,5%. ДПС требаше да биде пред Демократска Бугарија, но Демократска Бугарија има за 1,5% околу 10% поддршка од избирачите во овој момент. ДПС е сега дури петта партија на изборите. Потоа, ГЕРБ ги изгуби изборите во Софија, што е после 20 и неколку години голем неуспех за Бојко Борисов. Тој стана премиер откако беше 4 години или 3 години градоначалник на Софија. И ги изгуби од Демократска Бугарија, од Христо Иванов. Значи, работиве се комплицирани на сцената, тоа е некаков котел кој што не знаеме како ќе се развива. Треба да ги почекаме резултатите, изјавите на политичарите, да видиме кој би можел да биде во коалиција. И уште нешто да додам, Мишко, значи факт е дека тие опозицијски гласови и оние протестни кои што се артикулира се сеќаш на протестите од лани летото, кога до некаде септември-октомври, кога корона кризава зеде преголем забав, тие беа артикулирани од нив и тие се мнозинството гласови на овие избори. Не се од овие што досега биле владеачки или пак што се залагаат за статус кво. Така, на што го гаи тогаш македонската влада оптимизмот дека можно е решение да има со Бугарија? Мислам дека и овдека, а и во Бугарија очекува дека ќе има некакви промени, но дека тие промени нема да бидат вакви, дека Бојко Борисов сепак ќе може да состави влада, се разбира, тоа не е исклучено ни сега, но тоа ќе биде исклучително тешка задача за Борисов. Значи, Слави Трифунов е десничарски популист. Значи, тоа е нешто како и Мирослав Шкоро во Хрватска на последниве избори. Но тој не е жесток националист како Каракачанов и другите Марешки и ова. Тие, значи, она што го кажуваат колеги од Бугарија, значи сакаат да пеат патриотски песни за преродбата од Бугарија од 19 век, да закачуваат знамиња на секој на најмало ридче во Бугарија. Но не сте антимакедонски, антитурски, ромски настроени. Тие повеќе продаваат
сонови за тоа како треба народот да владее со државата. Тој сон, еве го сега тоа станува реалност во Бугарија, но никој не знае како тоа може народ да владее со држава, бидејќи никаде во историјата народ не владеел со држава, владееле представниците на народот со државата. Сега мислам дека ево вчера гледав, беше добро тоа, например, еве сега што се пренесуваше, што имаме бугарска национална телевизија на македонскиве канали и во дебатата вчера што ја следев, па и на другите дебати на не БНТ, туку БТВ, другата голема телевизија, на социолозите околу. Никој не спомнуваше за македонското прашање за ветото. Значи сите тоа што го кажува многу аналитичари, што ние одека мислевме дека е малце претерано, дека тоа не е главна агенда во бугарската политика, се покажа со резултативе од овие избори. Корупцијата, притисокот врз медиумите и неказнивоста на олигарсите се главните, и сиромаштијата, се разбира, и коронавирусот, се главните проблеми на бугарските граѓани, а не билдањето на антимакедонизмот и на некаква супернационална сврстина на бугарите во однос на Македонија. Да, го забележав и јас тоа вчера на дебатата, дека македонското прашање воопшто не ни беше поставено, дека повеќе беа насочени кон корупцијата. Дори ми остана еден детал кога влегоа во едно препукување практично, мислам две професорки, кога праша уште еден човек, па одговорот беше, мислам дека прво треба да ги отвориме, они велат трговските централните регистри, па ќе видите зашто точно се работи. Како и да привршувам. Во светот постои еден тренд кој што почна од Украина, со Зиелински, нели комичарот, вие го споменавте скоро, имаше во Словенија обиди, кај нас никако да се зароди една таква идеја. Еве во Бугарија го имате Слави Трифунов, иако имаше обиди кај нас Игор Джамбазов своевремено, па меѓутоа освои до солиден број на гласови, но не доволно. На повидок ли е некакво поместување на политичките сцени? Еве Слави Трифунов неверојатен резултат. Во Украина имаме комичар за прв човек на државата. Значи, за кај нас тоа да се случи, мислам дека прво треба да биде променет изборниот систем. Секаде кај што овие работи се случува, има пропорционален систем, освен во Хрватска. И таму заради тие по жупани или по изборни единици, резултатот на скоро е помал отколку што би реално би бил. Кај нас е многу тешко, бидејќи поделбата, мислам, ние сме малце и етнички и политички бетонирани во однос на политичката понуда 30 години наназад. Значи, за да може да се појави некаков таков човек кој што, нели, тоа беше едниот случај, беше со Трифун Костовски. Тоа да не го забораваме, беше градоначалник на Скопје. Тој беше надвор од политичките структури, но сепак беше поддржан за изборите во Скопје од ВМРО-ДПМН, иако предходно 2 години, предходно 3, беше на кандидатската листа на СДСМ за изборите во парламентот. Значи, доколку ова се направи една изборна единица и еден разбирлив, разумен праг, во Израел, например, 3,25, во Словенија, во Србија е 3%, во Бугарија е 4%, за да може да се поттикнат политичките актери за посамостојно учество, ќе може да сметаме на такви нови појави. А вака, во оваа ситуација е исклучително тешко да се пробие во рамките на овие два големи блока. Но веројатно и кај нас ќе дојде со левица се покаже некаков пробив во оваа политичката сцена, па ќе видиме. Сосема за крај, поповски оптимист сте околу македонско-бугарското прашање, особено што ВМРО беа поприлично агресивни, бугарското ВМРО, мислам, нели, со последните кампањи на Джамбаски, малте не ме подсетија на оние ќе правиме конгрес, следниот конгрес во Солун, овие во Охрид, тоа. Така, значи, во основа би требало да бидеме малце поголеми оптимисти во овој момент. Затоа што ако ВМРО бидејќи нема да биде во парламентот, нема да имаат пратени
министер, вице-премиер или било што, дека други структури ќе дојдат, таа реторика сигурно ќе се намали и сега Бугарија ќе се концентрира на проблемите што треба да ги реши внатре. Не треба да ги исклучиме овие неколку изјави на Стейт Департментот и новата администрација во Вашингтон во однос на решавањето на македонското прашање. Не само ова Метју Палмер, туку изјавата на Стейт Департментот од пред неколку дена официјална дека Бугарија загрозува на регионалната стабилност со тоа што ја блокира Македонија. Плюс извештајот на Стейт Департментот за човековите права и за корупцијата во Бугарија, каде што еден голем пасус, што досега не е забележано, беше посветен на македонците и прв пат таму се наведува после многу години, ја ги проверував последниве 7-8 години, никаде не стоело како сега етнички македонци во Бугарија. Тоа е сериозен пресврт во политиката, иако не е голем, но пресврт во политиката на Вашингтон и јас очекувам дека работите нема да бидат толку негативни или толку остри како што беа досега, како што рече ние Контје за споредбата беше одлична со Солун и со Охрид, и дека некако тие ќе мора сега да најдат решение, начин како да се изнајде некаков заеднички пат меѓу двете држави. Така. Благодарам што бевте дел од Студио 10. Благодарам и јас. Лјупчо Поповски, колумнист во Независен весник за постизборна Бугарија, односите со Македонија, после изборите нормално во Бугарија.